Така, се враќаме во студиото, повторно со дебата. Последните гости, Љупчо Зиков, добро вечер. Мирјана Најчевска, добро вечер. И Ивона Талевска, добро вечер и за вас. Да. Со вас претпоставам дека ќе биде најлесна дебатата, бидејќи имаме највеќе информации, највеќе податоци и имаме месец што да анализираме. Професорке, со вас ќе започнам. Дали ви изненадуваат ваквите резултати, вашата генерална оценка за тоа која партија колку освои од повеќе од 50% пребројани гласови? Па не ми изненадува и со самото прашање всушност вие го кажавте оној главниот проблем, тоа дека луѓето не гласаат за некој кој што ќе ја води општината, не гласаат за луѓе кои што ќе бидат во советот на општината, туку гласаат за партии. Значи ова е чисто партиско гласање и ова е премерување на силите на партиите. Дури и во она што представуваше кампања што ја гледавме во изминатите денови, повеќе ги гледавме челниците на политичките партии отколку кандидатите за градоначалници или советници. Така што локалните избори дефинитивно го изгубија тотално и значењето и својот шмек на она што представува гласање за луѓе кои што ги знаеме, луѓе кои што ја знаат средината во која што би требало да раководат и луѓе од кои што имаме конкретни очекувања. Ако е така како што велите, на што се должи тоа? Тоа се должи на клиентелизмот кој што се развива во сите овие години и кој што луѓето ги води кон тоа да ги препознаваат само политичките партии како релевантни субјекти во било која изборна трка и исто така тоа е резултат на она што представува изборен законник кој што овозможи толку големи пари да бидат дадени токму на политичките партии, односно изборите да станат некој вид на бизнис во кој што граѓаните стануваат клиенти. Поголемата видливост на независните листи ве радува? Значи, ја не гледам поголема видливост. Во Битола последните информации дека се втори. Но знам, меѓутоа тоа е реткост, тоа е многу малку. Знам во Битола победи. Се шегува. Она што представува проблем е токму тоа дека токму независните кандидати, оние кои што би требале да бидат вистински представници на граѓаните, а не представници на партиите, во ваква една ситуација губат. Да, се согласувате со ова? Според мене на овие локални избори граѓаните покажаа дека се уште ги казнуваат СДСМ и ДУИ според овие резултати кои што ги имаме досега и ја казнуваат нивната политика на криминал и корупција за која што бевме сведоци во изминатите 7 години. Ја наградуваат работата на владината коалиција од ВМРО, ДПМН и ВЛЕН со победата на Изет Меджити во локалните општини и со водството и победата на кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН. Не заборавајте дека во соработка со општините владата додели 250 милиони евра од милиардата унгарски кредит за да се подобри локалната инфраструктура и овие 42 градоначалника на ВМРО ДПМН во ниеден момент не беа предмет на некакви корупцијски скандали. Одзивот е исти како во 2021 година, што покажува дека Добро, тие пари беа за сите градоначалници, без разлика од која партија доаѓа. Одзивот, истиот одзив, приближно истиот одзив како во 2021 година на локалните избори, покажува дека независните кандидати не успеа да мобилизираат дел од неопределеното гласачко тело за да се зголеми одзивот и дека гласовите ќе одат на контото на веќе постоечките политички партии кои што се тркаа и во 2021 година. Според сегашните резултати ВМРО ДПМН е во водство. Премиерот Мицковски најави дека дека сака да освои помеѓу 40 и 50 градоначалници и да го задржи и зголеми стабилното гласачко тело кое што го имаше и на локалните избори во 2021 година. Но она што јас не го слушнав од СДСМ, прво е дали ќе се поднесат оставка после вечерашните резултати, бидејќи еден глас плюс разлика од парламентарните избори не значи подобрување на состојбата и консолидирање на партијата, туку тоа може да се зборува за консолидирање и подобрување со плюс 50.000 гласови на конто, а не со еден глас, бидејќи и после локалните избори во 2021 година Зоран Заев кој што влезе all-in за Петре Шилегов си поднесе оставка од функцијата премиер и претседател на партијата
а и претходниот председател господинот Бранко Црвенковски по локалните избори 2013, кога имаше вонредни парламентарни, си поднесе оставка откако Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги изгуби изборите. Значи двајцата имаат доблест да се повлечат по пораз, да видиме дали таква доблест ќе имаат. Фани Карамфиловска беше пред малку во вашето студио, не ја слушнавме да понуди некоја таква опција, нити дали се разгледува, нити дали не, а приватните забави на екс-лидерот Зоран Заев со актуелниот председател на СДСМ Венко Филипче продолжуваат и понатаму. Она што ќе биде интересно е да се види дали гласовите кои што се одлеваат од СДСМ ќе отидат на контото на Знам или на контото на Левица. Меѓутоа Левица имаше повеќе своји кандидатски листи во поголем број општини за разлика од Знам. Така што ќе биде интересно да се следат тие резултати и Добро, Зиков. И тоа е тоа. Апсолутно не се согласувам. Значи, мислам со излагањето на колешката Ивона. Мислам дека градоначалниците со овие 250 милиона од Унгарија немаа време да се искорумпираат. Заради тоа што тие пари не се ни стигнати се уште до крајната дестинација и тоа ќе го видиме од утре натаму. Претпоставувам дека тие пари сите знаеме дека тие пари не се стигнати, во најголем дел не се стигнати. Нешто може би и стигнато. Така да тоа допрва ќе го гледаме. Она што покажува и кампањата, и пред кампањата, и сега, тоа е оној ние доживуваме една кулминација на она кукурек политика. Фактички тоа е принципот на испреплетени црева. И тоа се гледа денеска. Од тоа. Она што е ако се смета за позитивен резултат кај ВМРО ДПМНЕ, несомнено има позитивен резултат и тоа е нешто што се очекуваше и предизборната кампања, и во изборната кампања, и веројатно уште еден период ќе оди тој успех на ВМРО ДПМНЕ. Значи, ако направат вонредни парламентарни избори, веројатно ќе ги добијат. Верувате дека можно така нешто да се случи сега? За вонредни парламентарни, да, верувам дека можно е заради тоа што сега резонирам како кога би бил ја ВМРО ДПМНЕ, ја би направил предвремени парламентарни избори заради тоа што се доби уште 4 години автоматски, заради тоа што Добро, меѓутоа државата тоа значи дека уште минимум половина година ќе биде тоа е друго, тоа е одговорноста на влада. Блокирана практично. Да, тоа е одговорноста на владеачката структура. Она што сакав да кажам е дека овој успех сега на ВМРО ДПМНЕ како јас го исчитувам. Значи и во 2017 година СДСМ на локалните избори победи. Значи тоа беше афтер ефект на правењето влада во 2017 година и управувањето со државата на централно ниво. И тогаш клиентелизмот се појави, практички и тогаш како и денеска што се појавува. Значи, овој афтер ефект сега што се случува со победата на локални избори е нешто што е продолжеток на победата на парламентарните избори на ВМРО ДПМНЕ и се создаде тој моментум на клиентелизам сега, каде што се очекуваат парите од унгарскиот кредит, се очекуваат многу други работи на теренот, некои форми на соработка се направени со разни граѓанства, луѓе од по локалните средини кои очекуваат нешто од власта и се е тоа нормално. И тоа ќе продолжи. Она што денеска и во овој момент додека ние разговараме е нејасно со каков интензитет ќе биде победата на ВМРО ДПМНЕ. Јас не сум сигурен и треба да видиме после 50% од пребројани гласови, треба да видиме сега утре општините по број кои ќе бидат во втор круг и комбинациите потоа. Значи ја не би се така лесно влегувал во таква некоја анализа да прогласувам некоја апсолутна победа или победа во таков интензитет во која беше заговарана претходно во кампањата од страна на ВМРО. Ви благодарам. Сега ќе се упатам кон колегата Јован Ѓорѓовски со најновите информации околу резултатите од државната изборна комисија. Јован, како стојат работите? До сега има 61% од податоци од 61% од пребројани избирачки места обработени или 55% од гласовите. Слушнав дека го споменавте Битола, во Битола ситуацијата се уште е таква како што беше и претходно, односно Тони Коњановски ВМРО ДПМНЕ 12.885 гласа, Методи Јакуновски од СДСМ 4.218 гласа и група избирачи Габриела Илиевска 5.489. Да, се уште се второ место. Од тоа што можеме да видиме понатаму од останатите, интересна трка се води и во Струга. И во Струга во водство е независниот кандидат Менди Кира со 7.111 гласа.
На второ место е Арсен Далипе, Национална алијанса за интеграција НАИ со 6706 гласа и потоа е Јована Мојсовска со 2092 гласа. Независни кандидати има на повеќе места. Еве, на пример, во претходното вклучување не го спомнавме Куманово. Да ги видиме резултатите за Куманово. Од 86 избирачки места во водство е Максим Димитриевски со 6265 гласа, потоа е Селвер Едини со 3796 гласа и Мартин Костовски од СДСМ со 2260. Некои информации се дека тука може да има и победа во првиот круг, меѓутоа сепак треба да почекаме да ги видиме. Ова се официјалните резултати Јасно. од Државната изборна комисија. Доколку погледнеме по скопските општини, треба да се читаат податоците само, доколку погледнеме по скопските општини, Кисела Вода, Бети Стаменковска Трајковска од ВМРО ДПМН е во водство 6332 гласа, Горан Трајковски од СДСМ 1589 гласа и Јане Ацевски од Левица на второ место 1790 гласа. Аеродром ВМРО ДПМН 5466 гласа, Дејан Митевски, зад него е Александар Трановски со 1743 гласа. Но тука се од 30 избирачки места од вкупно 93. Во суштина сликата е таква за останатите скопски општини со исклучок на Центар. Во Центар Мирослав Лабудовиќ од Движењето Знаме има 2000 гласа, Горан Герасимовски 2857 гласа и Билјана Ивановска од група избирачи 1407. Јован би те замолил, доколку нема што да додадеш и за Кичево, една интересна општина, да ги видиме резултатите тамо. Кичево е само момент додека се читаат податоците. Фатмир Дехари 3221 глас од Национална алијанса за интеграција, тој е актуелниот градоначалник. Фатмир Лимани 2526 гласа од коалиција Влен, Александар Јовановски од ВМРО ДПМН 7669 гласа и Шкодрана Лили независен 2360. Значи за сега во Кичево кандидатот на ВМРО ДПМН убедливо води пред да. повеќе од другите кандидати. Доколку е тоа се, ќе ми дозволиш само секако. Интересно е за град Скопје, бидејќи веќе имаме повеќе податоци за град Скопје, од 238 избирачки места, односно 30% само од гласовите, но трендовите се веќе јасни. Орце Ѓорѓиевски, ВМРО ДПМН 28.000 гласа, Башкин Бакију од коалиција Влен 8.000 гласа, Амар Менциновиќ од Левица 8.474 гласа и Каја Шукова од СДСМ 7.517 гласа. Мапата постојано се ажурира, стигаат нови податоци од Државната изборна комисија, секако како што ќе тече вечерта, така ќе информираме и за останатите поинтересни. Ти благодарам за сега, ти секако стануваш тука, ќе имаме уште вклучувања. Благодарам. Ги слушнавме резултатите еве за Скопје, да почнеме да ја правиме анализата и тука прво е кандидатот секако на ВМРО да помене, меѓутоа вторе Левица. Барем според овие резултати. Ви изненадува тоа, за очекување, на што се должи? Значи, јас веќе реков, граѓаните гласат за партии, не гласаат за човек. Значи, може, посебно големите партии, можат мајмун да стават и да го предложат и граѓаните ќе го гласат, бидејќи воопшто нема да го гледаат човекот, туку ќе ја гледаат партијата. Така што се додека граѓаните се во тој филм, додека мислат дека партијата е онаа која што мора да стои зад некој човек, за да може тој да биде соодветен управувач на општината или на градот, се до тогаш ние ќе тапкаме во место. Ја не гледам никаква промена. Кој да прогласи победа, граѓаните ќе бидат губитници. Заради тоа што во општините каде што ќе победи евентуално СДСМ или Левица или некоја од тие други помали партии, заради тоа што централната власт ги доделува парите, тие општини нема да добијат пари. Таму каде што ќе победи ДПМН, таму па така фино нема да им ги поделат парите кои што ќе добијат помалку средства за она што им е потребно. Таму каде што ќе победи ДПМН, ќе се развие корупцијата, ќе бидат злоупотребени сите пари кои што ќе бидат земени. Се додека ние не разбериме дека не треба да гласаме за партии, туку треба да гласаме за луѓе, а во локалните избори луѓе
луѓето ги знаат тие луѓе. Не може никој да ме убеди дека во Прилеп или во Битола или во Крива Паланка или било каде не го знаат човекот за кој што гласаат. Сигурно го знаат до трето, до четврто, до петто колено наназад. Значи, се додека луѓето не сватат дека треба да ги бираат филјан луѓето од својата средина, а не партиите се За досегашни. овие кандидати што до сега мислите дека нема ниту еден филјан човек како што велите вие? Па, ја не ги видов кандидатите, јас ги гледав председателите на партиите како стојат покрај нив, ги гледав програмите на политичките партии, слушав за националното единство, слушав за теми кои што врска немаат со локалната самоуправа, слушав желботеки кои што ги читаа, зад кои што не стојат никакви ни елементарни вистински податоци врз основа на кои што би очекувале дека можат да се остварат, така што не мислам дека стојат филјан луѓе. Значи, вие велите дека после овие избори, според вас, клиентелизмот Ништо е нема да најголем се- проблем. ништо нема да се согласувате промени. дека на тој принцип гласаат гласачите дека едноставно слепо ќе поддржат кој да било кандидат што ќе биде предложен од партијата на која што, како што вели професорката, слепо сите им веруваат. А сакате да кажете, например, дека Орце Георгиевски е лош кандидат, иако имал резултати претходно? Не, јас само прашав за коментар на тезата на не се професорката, согласувам. не кажав ништо. Лош кандидат, многу Не лош се кандидат. согласувам со тезата на професорката. Фактот што го анализиравте за порастот на гласовите на левица, тоа е казнувањето на СДСМ и ДУИ и прелевањето на гласовите кон левица. Колкав ќе биде вкупниот број, ќе видиме по завршување на овие локални избори. Тие во 2021 година имале 18.000 гласови, додека на минатите парламентарни избори имале 67.000 гласови. Ова се сега локални избори. Но во разликата во делувањето на СДСМ и левица нема голема разлика. Раководството на левица учествуваше во шарената револуција. Беше соработник на специјалното јавно обвинителство. Председателот на СДСМ тогашен Зоран Заев обезбеди судска одлука со која што му ја подари партијата на Апасиев и таа влезе во целосно црна кампања пред се на социјалните мрежи и не понуди некаква идеологија или левичарска програма која што ќе ги привлече гласачите да гласаат за, него врз основа на црната кампања ги одзема гласовите кои што го казнуваат СДСМ, луѓето што бегаат од СДСМ, очигледно дека на овие локални избори дел ќе отидат кај левица. Благодарам. Диков. Значи, за град Скопје и за општините, некои општини поеклатантни во градот Скопје, треба да почекаме да завршат изборите, да видиме на листите како тоа ќе заврши и она што сега во моментот стои е дека се исцртува во градот Скопје еден опозицијски блок. Значи, тоа е СДСМ, Левица, делот околу Стефче Јакимовски во Карпош, албанските гласови, да не забораваме, зборам за градот Скопје. Сето тоа треба на крајот да видиме колку е разликата помеѓу Орце и ова остатокот, и ако влезе, да речеме, хипотетички, предпоставувам дека Амар Месиновиќ има некои шанси да влезе во втор, или да не е завршено со вториот круг, појма немам. Значи, во тоа тогаш треба да се види тоа. Меѓутоа, за идното делување политичко, понатака, Скопје е добар пример да се цртаат контурите на евентуално идно опозицијско делување како би требало да оди. Сега, тоа е работа на партиите внатре. СДСМ треба да седне, да види, да се соочи со резултатот на левица внатре и да види каде е левица, колку е левица силна во моментот. Феноменот што сега го гледам на еден начин е дека за левица гласа луѓе кои можеби и по прв пат излегуваат на избори. Можеби и не гласале, пасивни луѓе, оние кои на анкетите кажуваат дека нема да гласа или не знае за кого ќе гласа, па не гласа. Ако е тоа, тогаш имаме нова туба на гласови, значи која во следниот период би можела да биде силна во евентуално соработка помеѓу тој опозицијски блок кој би му се спротивставил на ВМРО ДПМН. Значи, тоа останува времето да покаже. Во секој случај тоа се одлуки кои во иднина ќе треба да се носат натре Ви изненади резултатот, барем да сега што го знаеме во Чаир? Во Чаир, ја да И бидам... прогласувањето на победата на Меджити? Не, заради тоа што во Чаир ВМРО немаше кандидат. И таму се знае, зошто би ми изненадил тој резултат кога се знае дека ВМРО, веројатно таму кандидатот на Влем победил со многу и ВМРО-вски гласови вечерва, така? Значи, од тој аспект,
Многу работи пред овие избори, тоа го кажав и во одговорот на првото прашање. Многу работи пред овие избори беа јасни. Значи, ја не знам зошто дури и еуфорија не треба да има, а и ликување не треба да има за овие избори. Сите знаеа ВМРО како ќе помине, СДСМ како ќе помине, другите партии како ќе поминат. Пак ќе кажам, ова е афтер ефект на претходните парламентарни избори. И тоа така оди. Факторизацијата на Влен во албанскиот блок не е добиена од албанците. Влен се факторизираше вечерва и со гласови на ВМРО ДПМН. Немаа кандидати во албанските општини никаде. Значи тие гласови отидоа на конто на Влен. Да не беа тие, да имаше ВМРО вечерва кандидат во Чаир, не знам како ќе поминеше Влен. Ја не се согласувам дека на овие локални избори всушност се казнува СДСМ или нешто слично. Всушност дека се казнува заради тоа што е различно од ДПМН, заради тоа што она што го нуди е криминално минато и слично. Ја мислам дека во овој момент, ако зборуваме за казнување, партиско казнување на граѓаните, СДСМ го казнува заради тоа што СДСМ стана ДПМН. Значи, бидејќи се избриша разликата меѓу СДСМ и ДПМН, бидејќи СДСМ не понуди ништо кое што е различно од ДПМН, на таа основа Левица добива, затоа што Левица понуди некои работи кои што се многу различни од СДСМ ДПМН како една голема конгломератска Добро, ајде да видиме партија. конкретни што според вас понуди Левица што е различно од СДСМ. Значи, понуди она што се вика вистинска работа на терен. Работа со справување со сметот, работа со ангажирање на луѓето во градење на структури кои што се поблиски до граѓаните. И она што го понуди, тоа е отсуство на корумпираност, отсуство на клиентелизам, отсуство на се она што луѓето го гледаат како негативно во СДСМ ДПМН структурата, а кое што очекуваат дека една помала партија која што на овој или оној начин се базира на некои леви ориентири и вредносни системи и покрај сите проблеми и сите грешки кои што ги прават, дека таа може да биде поинаква од оваа една партија СДСМ ДПМН. Можат гледачите да видат во овој момент на плоштадот Скендербег во Скопје тече прославата на Влен, како што кажа, веќе прогласија победа, имаше и огномет пред малце. Да, некоја група од овие поддржувачи на Влен трнали на кај плоштадот Македонија. И сега Што прославуваат граѓаните? Што мислам, вистина многу ми е интересно. Што прославуваат? Кога ѓубрето ќе остане ѓубре, кога воздухот ќе остане загаден, кога ништо нема да се смени. Какви се тие очекувања кога некој кој што со години истото го прави дека сега ќе направи некоја промена? Мислам, многу ми е интересно ова кога викаат граѓаните победа, победа, а гласаат за некој кој што апсолутно нема идеја како да бидеме докрај прецизни и искрени, кој ќе кажеме граѓаните, тоа најчесто се партиските поддржувачи, симпатизерите на партиите кои што излегуваат. Некои од нив работели на кампањата, некои има можеби лични очекувања, претпоставам дека им дошло да излезат. Таква прослава имаат најавени од ВМРО ДПМН, и тамо ќе има набрзо собир на граѓани и поддржувачи и членови на партијата. Ќе викаат победа. Знаете што, се согласувам со оваа констатација. Значи, ајде да ги оладиме главите да видиме стварно што се прославува. На власт се ВМРО и Влен. 2 години се веќе на власт. ВМРО-ски градоначалници се 4 години на власт. Значи, што е новиот момент? Значи, сите очекуваат дека повторно ВМРО ќе победи, никој не очекуваше дека СДСМ ќе победи на овие избори или ДУИ. Значи, горе-доле, кај ДУИ можда имаше некои дилеми. Кампања, имале трка, имало избори, победиле, сега сакаат да се прослават некаде. Еве сега ќе го прашам Изет Меджити, значи, од утре што правиме сега? Од утре што прави? Утре Сабајле, он е градоначалник, веќе не е ни министер, ќе биде градоначалник, така? И што правиме сега? Дивоградовите у Чаир ќе ги решаваме ли?
Значи, темата... Тие се сосема легитимни прашања, меѓутоа за да стигне моментот да му ги поставиме него прашањата, тој треба да биде избран. Значи, кај нас феноменот е во тоа што не се решаваат проблемите на граѓаните. За жал. Значи, кај нас темите големи не се поврзани со луѓето кои владеат тука. Еве сега е добар момент да речам. Значи, зошто ние цело време зборувавме како е Скопје загадено, купиште ѓубре, тони ѓубре, не знам што. Па зар не можеа од Советот да реши, Данела не ја бивало. Океј. Зар не можеа да го решат ѓубрето во предизборниот период? 2 месеци пред изборите. Да, таа дилема многу ја поставија. Да го исчистеа ѓубрето во градов. И денеска да имавме бар достоинствено гласање. Онака да не идеме по ѓубришта, достоинствено. Значи, темата е фата моргана. Значи, ова е тема за луѓе кои излегуваат на избори. Сега вака, не дека и ние излеговме сите денеска на избори, предпоставам, ја излегов, сава, еле прв. Меѓутоа, работата е што ние славиме, што ние кажуваме за победа. Денеска ќе заврши ова. Шампанците ќе се испијат. Утре сабајле што правиме? Темата е истата. Истата тема е. Што правиме сабајле? Тие кои што ќе бидат избрани за градоначалници ќе се фатат веднаш за работа да ги исполнуваат ветувањата од програмата. Тоа е сигурно и известно. А што ќе прават од СДСМ, Левица и други? Па врз основа на искуството го базирам тоа. Иво ги знам. Јас би бил пријатно изненаден ако тоа се случи, меѓутоа. И ти знаеш дека кога се ВМРО на власт се работи секогаш. Екскурзијата со Данела и фактот кога независните ќе влезат во Која екскурзија? Што направи ВМРО за да Данела ја спречи да се однесува така како што се однесува? Сите законски инструменти ги употреби. Значи, да не даде поддршка во Советот на град Скопје со своите советници. Данела си владееше со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со ДУИ и со Левица. Она можеше за други проекти со ДУИ, со СДСМ и со Левица да ги истера проектите, али не може сега да ги истера. Како до сега не е исчистен градот, а од утре за 72 часа беше ветувањето дека ќе биде исчистен градот. Сега ќе има друг градоначалник. Значи нарочно го турале ѓубрето што можат за 72 часа. Што ќе се случи сега у 12:05 за 72 часа биде исчистено ѓубрето во Скопје? Тоа што ќе биде различно. Ќе се искористат сите институционални механизми за да се стави општината во целосна функција, бидејќи досега, како што видовме, тоа не го правеа тие кои што беа избрани во град Скопје. И таа екскурзија со Данела Арсовска, која што успеа да ги прелаже и некои од независните и раководство. Се извинувам, во оние 40 општини, каде што се градоначалници на ДПМН, дали има ѓубре? Нема, во поголемиот дел од општините нема ѓубре, обезбедуваат локална, јас знам, еве во Кисела вода конкретно. Обезбедуваат механизација и наоѓаат средства во СДСМ и нема ѓубре, затоа што е мало место. Па браво ако е тоа така. Сегдека каде што има градоначалници во моментов кои што се навистина корумпирани и кои што се партиски пулени, а не вистински избрани од граѓаните, сегдека има. Ама ова е општа формулација. Не е мора општа, да збориме со факти. Јас ви тврдам дека во 4 кои се тие институционални решенија? Сте отишле во Кавадарци да видите колку е чиста општината? Не сте отишли. Да, Кавадарци е чиста цело време. Сте отишле во Кисела вода да видите колку е чиста општината? Значи секаде каде што досега грешите, не е точно. Јас бев баш пред неколку дена во Кисела вода и таму имаше ѓубришта. Ве молам, немојте да се лажиме. Значи, дали ќе има повеќе камиони? Дали за 72 сата ќе бидат изградени инценератори? Ја не слушнав некој да спомни инценератор. Слушнав само камери дека ќе ставале на Вардариште и слично. Значи, слушнав дека ќе си продолжат концесиите со италијанската мафија. Сте слушнале што сте сакале да слушнете? Добро, да го завршиме тоа како теза. И така е. Значи, жалам што не сте ги слушнале целосно програмите и жалам што сте слушнале што сте сакале да слушнете. Значи, вие треба да ја прочитате програмата и да ми покажете каде во програмата пишува дека во Скопје, во градот Скопје ќе бидат изградени инценератори. Она што се слави вечерва покрај победата на локалните избори е фактот дека се врши целосна демонтажа на коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ, што е важно во албанскиот гласачки блок, но исто така е важно и во македонскиот гласачки блок, бидејќи оваа владена коалиција која што е на власт година дена
по разни основи инсталациите на СДСМ и ДУИ и од локално ниво и на централно ниво се обидуваат да ја запрат реализацијата на ветените проекти во предизборната програма. Добро, за 15 на минути ќе има и пресконференција на председателот на СДСМ Венко Филипче, ќе предпоставам ќе го каже ставот на партијата. Аналитичките центри на партиите секогаш понапред од ДИК и многу побрзо ги имаат информациите. За Кичево ги имам јас резултатите, ќе суди на вторник. Да, тоа е показател, сваќате. Значи, они си знаат затоа што си ги знаат членовите, знаат кој како гласал. Значи, затоа што гласале за... Не, тука беше Петар Рацовски во првиот блок и многу го објасни тоа како информациите, затоа што имаат се комуницираат преку Вибер, имаат своји членови во избирачките одбори и во пребројувањето и така комуницираат. Во ред, мене ми е сега прашањето, дали колку ќе биде пораз за ДУИ што ќе го нема да има свој градоначалник во Чаир и да видиме дали тоа ќе се случи во Тето. Беше посебно интересен кај албанскиот политички блок, нели поради наративот на ДУИ дека тие се легитимен претставник на албанците, овие другите помалку или повеќе. Чаир беше издигнато на ниво на трофеј, значи кој ќе го земе и според кандидатите на ДУИ и на Влен, гледаме дека тоа било многу важно за нив таму. Значи као символ, Чаир е некаков символ нели во албанскиот блок. Така да поразот на ДУИ во овој дел веројатно значи пораз, добар пораз значи на локалните избори. Јас не ја пратам многу таа политичка сцена нивна, меѓутоа Меѓутоа го појави Ахмети да си даде во пензија да се отиде политичка практичка. Да, и Ивона го прозва Филипче си даде оставка вечера. Така да не Истото со Несове Зали Ахмети. Значи, ДУИ прв пат влегува на локални избори во 2005 година, откако се формираше партијата 2002. Има една година 14-15, има максимумот од градоначалници и во континуитет паѓаат да сега прогласат победа во 2 општини. Тоа значи дека албанскиот електорат покажува дека сака да гласа за партија која што не е Демократска унија за интеграција, дека бараат политичка алтернатива. Не е точно. Влен, извини Ивона. Самиот факт дека коалицијата Влен, молим те немој да ми упаѓаш во збор. Многу ВМРО-ски гласови. Немој да ми упаѓаш во збор. Океј, добро. Фактор дека коалицијата Влен за неполна година дена успеа да обезбеди подобар резултат во чисто албански гласови на парламентарните избори и за уште неколку месеци после тоа да дојдеме до локалните избори каде што ќе направи тотален пораз на Демократската унија за интеграција, покажува дека во албанскиот електорат граѓаните сакаат декласирање целосно на Демократската унија за интеграција и пензионирање на Али Ахмети. Значи, повторно зборуваме за политичка партија. Значи, граѓаните гласаат против ДУИ и тоа е добро. Тоа е добро, бидејќи ДУИ требаше да биде симнато од власт уште многу одамна, уште тогаш кога го срушивме Груевски и кога дојде СДСМ на власт, меѓутоа не беше симнато и тоа беше многу голем проблем. Тоа е единственото добро нешто. Меѓутоа, тоа што Влен ќе дојде, мислам, на власт Меджити во Чаир или некој друг представник на албанскиот блок во некоја друга од овие општини, дали тоа значи дека нешто ќе се промени? Значи, ја имавме Теута Арифи, да речеме, во Тетово. Значи, ете, интелигентна, образувана, со широки познавања, со сите прерогативи на некој кој што би требало да биде добар градоначалник. Не беше добар градоначалник, ниту за етничките албанци, ниту за етничките македонци, ниту за било која друга етничка група. Значи, да Меджити во неколку наврати кажа дека тој самиот им потпишувал на овие од ДУИ дозволи за дивоградби. Тој им потпишувал дозволи за дивоградби. Што можам да очекувам јас од градоначалник кој што мисли дека е добро да го прави тоа? Дали можам да очекувам дека ќе се спротистави на дивоградбите? Дали може да очекувам дека ќе внеси некој нови ниво на што представува управување со општината и дали можам да очекувам дека со таа општина ќе управува во полза на сите граѓани или пак повторно ќе се развие она блоковска поделба по етничка линија? Добро, една кратка анализа за Кичево ќе имamo. Таму видовме дека кандидатот на ВМРО ДПМН има убедливо водство, што можеби малци за ги имаме и бројките. Поред некого за изненадување. За ова се финалните бројки за Кичево, каде што ќе има втор круг.
11.000 има кандидатот на ВМРО ДПМН, така од Дуи Фатмир Дехари има... Овие се податоци на ВМРО ДПМН, Ова се партиски податоци и се веројатно и Државната изборна комисија за кратко време ќе ги потврди Колку има истите. албанскиот представител? Дехари има 5248, Влен Лимани има 3899 и независниот Алили 3500. Добро, кога ги анализираме партиите од условно кажано албанскиот политички блок, повторно кај колегата Јован Ѓурѓевски. Јован, може ли да направиме кратка анализа за тоа каде води Влен, каде Дуи според информациите што досега ги имаме? Според досегашните податоци Александар Вреди води во 9 општини: Дебар, Тетово, Сарај, Рачиново, во Чаир каде прогласија победа, Теарце, Боговиње, Желино и уште неколку. Дуи води во 4 општини: во Гостивар, Врапчиште, Липково и Пласница. Бидејќи го споменавте и Кичево, ќе го отворам потоците според последните податоци од Државната изборна комисија. Ова се од 90 избирачки места, од вкупно 119. Фатмир Дехари 3667 гласа, Фатмир Лимани 2833 гласа, Александар Јовановски од ВМРО ДПМН 8784 гласа и независниот кандидат Шкодран Алили 2642 гласа. Ќе го отвориме податоците за Тетово. Во Тетово Бајрам Реджепи од Национална алијанса за интеграција 13889 гласа, Билелка Сами од коалиција Влен 17532 гласа. Ова е од 108 обработени избирачки места од вкупно 117. Ќе го отворам и Гостивар, само уште Гостивар како за пример, од 98 од податоци од 98 избирачки места кои што се обработени, вкупно 121. Валбон Лимани има 13.481 гласа од Национална алијанса за интеграција и Сабаедин Даути од коалиција Влен 3524 гласа. Значи трендот во суштина е горе-доле јасен, со тоа што ќе повторам, Вреди води во 9 општини, меѓу нив Дебар, Тетово, Сарај, Рачиново и во Чаир каде што прогласија победа, Дуи во Гостивар, Врапчиште, Липково и Пласница. Благодарам, Јован. Професорке, анкетите барем што ги гледавме пред изборите, сега веќе ме се љутите пак за партиите, ме прашуваш, а не за локални избори, меѓутоа го гледам политичкиот контекст, а потоа ќе влеземе во тоа што вие смислите дека е најважно. Води Влен во многу општини, а барем анкетите тоа што го покажува е дека обратно, дека Дуи ќе условно кажано ќе однесеше победа. Па, јас тоа го имам кажано и порано, еве и сега го кажувам. Кај нас нема соодветни анкети. Значи, тие анкети се или партиски финансирани и слично, значи нема независни структури кои што ги прават тие анкети, кои што ќе бидат правени по соодветна методологија и со почитување на правилата кои што важат за соодветно анкетирање, соодветен примерок, да не бидат телефонски и слично. Така што јас веќе одамна не верувам на тие анкети заради тоа што не се прават на добар начин, не се прават на соодветен начин. Добро, очекувани, неочекувани резултатите вакви во албанскиот блок? Јас мислам дека се очекувани заради тоа што многумина од етничките албанци беа навистина лути зашто не беше казнет Дуи во моментот кога беше казнет ДПМН и кога дојде СДСМ на власт, и тие со нетрпение чекаа момент кога ќе има таква некоја структура зад која што ќе можат да застанат за да можат да го детронираат Дуи. Дали ново може да се гледа на овие резултати како можеби краен или политичко пензионирање на Али Ахмети како што побара? Па може да се гледа, да. Значи там во Дуи предстои таа реформа, што не се има случено практично никогаш. Значи претпоставувам дека сега тоа ќе се забрза како ситуација, бидејќи они мора да внесат сега Дуи, ако сака да опстане на политичката сцена, мора нов момент да внесе на сцената. Заради тоа што овде на овие избори локални... Се извинувам, Зико, што ја прекинувам. Одиме со слика во живо веднаш во штабот на СДСМ, Венко Филипче пресконференција. Процес тие забелешки се дадени до соодветните институции, ОПСЕ и Државната изборна комисија, односно ќе бидат поднесени во текот на утрешниот ден. Им честитам на сите градоначалници кои што победија во првиот круг. Од досега пристигнатите резултати, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
во првиот круг победи во 3 општини, тоа се Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци. Понатаму од преброените близу 70% од гласовите, водиме во уште 9 општини, тоа се Центар, Пробиштип, Чучар Сандево, Чешиново, Валандово, Конче, Крушево, Лозово и Росоман. И таму ќе има втор изборен круг. И дополнително во уште неколку општини каде што сме на второ место, а тоа се Неготино, Македонска, Каменица, Рамковце, Дојран, Демиркапија, Зрновци и очекуваме податоци од уште неколку места. Апелирам да граѓаните излезат масовно на гласање во вториот круг. Битно е да избраните градоначалници имаат легитимитет од што поголем број на граѓани. Овој резултат мислам дека не е тој кој што го посакувавме сите, меѓутоа би рекол дека, имајќи ги предвид околностите, не е лош резултат, посебно што не насекаде, меѓутоа во еден добар дел од општините навистина имаме зголемување на бројот на гласови, кога ги споредуваме со ланската година, и тоа е еден доказ на таа консолидација која што започна изминатите месеци, изминатата година во партијата, процес кој што секако зема време и процес на кој што интензивно ќе работиме во следниот период. Ви благодарам на сите. Се уште ги чекаме резултатите. Тука навистина доаѓа многу споро, имајќи предвид дека доаѓаат од сите скопски општини. Господине Филипче, оно што го гледаме спред ВИК, за сега СДСМ не е втора партија во град Скопје, тоа е левицата, дури и кандидатот на Вледино моите гласови Каја Шупова. Доколку остане ваква ситуацијата, дали сметате дека тоа ќе биде еден голем удар за СДСМ? Доколку СДСМ не биде веќе втора партија, ниту во Скопје. Да, ве слушнав, да. Добро, би ги почекале бројките за Скопје да бидат точни, за да коментираме точно и прецизно. Така да дозволете, нека се сумираат вечера во текот на утрешниот ден, па ќе даеме коментар. Настојате имате констатацијата дека што го справите резултатот не е така лош, бидејќи од ова што го кажавте, ова е помалку од оно што имате сега. И не знам според кој ви е реперот дека резултатот не е лош. Прво, според бројот на општини во кои што победивме во првиот круг, и второ, дополнителната бројка на општини во кои што влегуваме во втор круг. И тоа е вкупно близу 20 општини. И мислам дека тука бев многу јасен кога ги кажував како стоиме во еден дел од тие општини. Така да, еве, трае се уште изборниот процес, ке заврши со вториот изборен круг, ке разговараме за скопските општини. Лани наследивме една состојба во рамките на општините, сега ги пратиме трендовите, меѓутоа има еден добар дел на општини во кој што има сериозно зголемување на бројот на гласови. Например, некаде 20% во Охрид. Богданци, Демиркапија, Валандово, Дојран, Зрновци. Тоа се општини кај што имаме оваа година многу повеќе гласови од лани. Не, планирам и понатаму да работам на консолидација на партијата. Сметам дека има огромен број на луѓе до кои што нашите пораки допираат, каде резонираат, и навистина ова е еден почеток. Фала ви. Беше пресконференцијата на Винко Филипче, кажа дека според нивните информации во 3 општини во првиот круг победила СДСМ, во 20 и нешто ќе има
втор круг, пред да продолжиме со анализа кратка околу пораките и да ја најаваме пресконференцијата на Орце Ѓорѓиевски и Мицковски. Ве послуша професор, ке нема да има класична прослава, ќе имаат во штабот нивни изјави. Меѓутоа, колегата Јован Ѓурдовски ме алармира дека има интересен развој на тоа што се случува во Скопје. Јован, во една минута повели. Александар, сосема кратко, како што се ажурираат податоците на мапата за Македонија, така се ажурираат и за градот Скопје. Во убедливо водство според последните податоци од Државната изборна комисија, од 396 избирачки места кои што се обработени од вкупно 685, Орце Ѓорѓиевски е во убедливо водство од 48.870 гласови. Втор е Амар Мециновиќ од Левица со 15.124 гласа, Башким Бакију од коалицијата Влен 14.480 гласа, Каја Шукова 13.151 глас од СДСМ, Скендер Реджепи од Национална алијанса за интеграција 13.020 гласа. Тоа се податоците. Последните податоци кои што ги имаме од Државната изборна комисија, од 57% обработени избирачки места на ниво на град Скопје, како што кажа Орце Ѓорѓиевски во убедлива победа, мртва трка за второто место. Јован, ти благодарам. Талевска, сега интересно испаѓаат, ги слушаме пораките на Филипче, меѓутоа во Скопје нивниот кандидат Каја Шукова за сега е четврто место. Дали овој резултат можеби на некој начин би требало да го запали црвеното светло партијата? Одамна требаше да биде запалено црвеното светло во СДСМ и јас не верувам дека со ова раководство и со оваа политика која што ја спроведуваат, дека тие можат да се поправат и оправат како партија и понатаму ќе им се случува намалување на бројот на гласови и нивно прелевање. Очигледно е дека гласовите од кај СДСМ се прелеале кај Левица со оглед на фактот дека Амар Мециновиќ е втор во град Скопје позади Орце Ѓорѓиевски, пак да го сочекаме финалното конто, да го видиме бројот на гласови кои што ги имаме, за да можеме да со овие кои што во моментот ги имаме. И меѓутоа, како да ви кажам, според мене нема разлика помеѓу СДСМ и Левица. Истиот клиентелистички однос кон власт, истата желба за власт, соработката со Зоран Заев, шарена револуција, специјално обвинителство, по ништо не се разликувате СДСМ со црната кампања. Благодарам. Коментар за излагањето или пресконференцијата на Филипче? Па немам коментар. Значи, ова што се случува во градот Скопје тука е пораз на СДС. Работата е дека јас и пред 15-20 минути кога зборувавме, реков дека сега е многу важно тука да се види опозицијскиот потенцијал колкав е во наредниот период, за наредни математики условно речено. Значи, овде имате Левица, СДСМ и веројатно имате независни листи кои земале многу голем дел од гласовите и се тоа треба на крајот да видиме кои ќе бидат конечните резултати, тоа да го споредиме со гласовите на ВМРО ДПМНЕ. Не овде, јас се согласувам, овде не е само Орце Ѓорѓиевски, тука е ВМРО ДПМНЕ во прашање на избориве. Така да тоа треба на крајот да се види математички за воиднина. Тука победата е помалку или повеќе јасна кој ќе однесе. Сега не знам дали има потенцијал за во првиот круг тоа да биде. Немам таква представа, меѓутоа информациите е дека сепак ќе има втор круг. Да, во вториот круг Мециновиќ ќе биде. Сега тука во вториот круг ќе видиме Мециновиќ колку ќе се приближи до гласовите на Орце Ѓорѓиевски и дали можеби ќе изненади. Тоа тие математики од утре натаму ќе треба да се прават заради тоа што имате нови денови на кампања, има договарања во овој период, имате албански фактор кој ќе гласа во вториот круг за градот Скопје, така да овде не знаеме како на крајот ќе заврши. И да победи Орце Ѓорѓиевски, мене барем ме интересира колкава е таа разлика во гласовите на крајот што ќе биде помеѓу Орце и тој што ќе изгуби Мециновиќ, претпоставувам. Значи, тоа е така, мислам дека вистински така треба да се направи таа анализа. Значи, ако веќе зборуваме за ова. Професор, дали новото раководство на СДСМ имаше доволно време да ја подготви партијата за овие локални избори или претпоставам или можеби ќе некој ќе каже дека не се долги години во партијата, дека сепак им треба уште малце повеќе време да се вратат од поразот што го доживеа на парламентарните избори, а сега претпоставам на локалните. Добро, ја не сум била во СДСМ. Според тоа што го гледате во медиумите тие информации, како интелектуалец се прашувам. И јас веќе кажав, за мене СДСМ е исто што и ДПМН, така што не правам некоја разлика, не гледам никаква разлика кој ќе биде на власт. Јасно, ве прашувам во контекст дека секоја влада треба да си има
позиција моќна за да биде некаква противтежа. Значи, Кажавме дека многу лоша Оно што апсолутна власт да мене има. не загрижува Така. е тоа што повторно на чело на главниот град добиваме Коце Трајанов. Значи, Орце е Коце Трајанов. Тој кој што ја ги исече дрвата, тој кој што го донесе Скопје 2014, тој кој што го упропасти градот. Во светски размери, градоначалникот на главниот град е вообичаено многу урбана фигура, значи фигура која што има многу јак професионален бекграунд, интелектуалец. Во моментов губи урбано Скопје и мене тоа ми е жал. Што е Реплика, прашањето? коментар, дали имате? Не се согласувам со тезата на професорката, тоа си е нејзино гледиште, меѓутоа граѓаните со своите гласови ја демантираат во тезите кои што ги искажува и не би сакала повеќе да навлегувам во таа насока. Да видиме дали Орце Георгиевски ја однесе победата во град Скопје сега на пресконференцијата во 11 заедно со председателот Митковски или ќе се оди во втор круг. Ако се оди во втор круг, јас очекувам дека социјалдемократите, како што му помагаа на АПСИЕФ и на Левица во изминатиот период, ќе му помагаат и за овие локални А што избори. е тука тоа проблем? И што е заев па проблем? Оти 4 пати го споменуваш во емисијата, што е па заев проблем? Па И што кажа е ако граѓаните има што е соработка заев помеѓу проблем. СДСМ и Левица? Што е проблемов? Што се нервираш? Не, ја не се нервирам, Се него нервираш. што е проблемов? Зошто со таква провокација се оди? Што е тоа, некоја фашистичка организација Левица, што? Јас не тврдам дека Левица е фашистичка организација, јас само кажувам дека има клиентелистичко коруптивен партиски организам кој што е цело врзан општество не е такво на нас? А ДПМН нема. клиентелистичко корупцијскиот организам на СДСМ. Тоа е тоа. А поддршката Па од СДСМ корупцијата си ја ја смисли добиваат ДПМН. постојано, а ПСИЕФ се доби партијата на Абе, тацна вие со му помош на Зоран Заев. ВМРО ДПМН му помогна Така што- на влен на овие избори и не е тема, а тоа што СДСМ и Левица ќе соработуваат, па тоа е тема. Е како така? Па Исти се. Па ДПМН исти се, и да. СДСМ, да. Исти се, ВМРО ДПМН му СДСМ помогна на и влен. СДСМ И и овој Левица резултат, се исти. влен што го прави во контекст на ДУИ, тоа е со гласови на ВМРО ДПМН. Не е така. Јас И пак како не е така? Како тоа е не е пак ти така, ова е така? Ти зборам со факти и со бројки. Кои факти ги кажа ти вечера? Значи, основањето на влен од пред година дена го доведува во изедначена и подобра позиција од гласовите на ДУИ на минатите избори. Тоа не е точно. Ема како не е Не е точно? точно. Турските гласови беа единствено повеќе за ДУИ. И сега, после година ВМРО-ци дена... денеска седеат дома у Чаир, не излегува на гласање. И после година дена, Влен победува, прави декласирање целосно на Не, не можеш демократската да унија за пробиеш. интеграција во општините каде што биле доминантни ДУИ. Значи, Значи, тоа не ВМРО ти денеска покажува седеат дома у Чаир, во Тетово, Не знам јас дали седеле дома, јас гласам во За центар. кого гласале? За кого Јас можам гласаше да кажам ДПМН за во центар Чаир? да ти зборам. Еве јас на пример лично мислам дека Горан Герасимовски е лош кандидат за центар. За Кога кого зборувате за гласаше, кандидати? за кого гласа граѓаните приврзаници на ДПМН во Чаир? За СДСМ? Не знам, професорке, ќе треба да За ги прашате Левица? ВМРО ДПМН. Се друго знаете што прават ДПМН, ама не знаете во Фактите, Чаир ова. за кого гласале. Јас можам да зборувам Они гласале за врз основа СДСМ. на факти. Денеска што се значи, случувало, што е јас факт? не знам што се Што е случило. факт? Дека граѓаните се помалку гласаат, албанските граѓани во изминатите години се помалку и помалку гласаат за демократската унија за интеграција. Тоа не е факт, тоа е твое мислење. Не е мое Тоа не е мислење. факт. Резултатите од избори покажуваат. Не е така, не е така. Овие избори покажаа дека во албанските средини каде што ВМРО немаше кандидати, ВМРО-вци гласаа за Влен. И тоа е факт. Тоа е факт. Не се, и сега премиерот Мицковски не криеше дека ќе помогнат да се избере кандидат градоначалник Ама на не е Влен, Мицковски тема сега. онаму каде што Влен има свој Ама не е кандидати, а то- ВМРО не е нема. тема ставот Тоа на беше Мицковски. најавено и пред избори. Тема е резултатот. Тема е резултатот. И сега ќе видиш во вториот круг, ако има Скопје втор круг за градот Скопје, ќе видите колку гласови колку Мециновиќ би се приближил до Орце Георгиевски во гласовите. Заради тоа што албанците сега ќе се поделат дополнително. Ќе гласаат можеби од Влен, албанците ќе гласаат еден дел голем за ВМРО ДПМН, за Орце Георгиевски, меѓутоа сите останати, а и делови од Влен ќе гласаат за Мециновиќ. И тука ќе ја прекинам анализата за да не навлезам во друга тема. И тоа не е Значи, најстрашното. Најстрашното е што Не знам повторно како го- добиваме турбофолк градоначалник на главниот град.
Тоа е страшното и мене тоа ме мачи. Зошто турбофолк градоначалник? Затоа што не може некој кој што не е урбан лик, не може некој кој што не доаѓа од она што представува интелектуален капацитет на градот да ми биде градоначалник на главниот град. Може да ми кажете друг градоначалник, на пример сега неќам да запаѓам страна. Гледайте на Лондон кој е градоначалник. Не зборувам за Македонија. Гледайте на Париз кој е градоначалник. Значи главен град ме сваќате. Гледајте на Москва еве. Еве на Љубљана кој е градоначалник. На Љубљана кој е градоначалник. Па човекот беше директор од Меркатор. Не доаѓа од некои високи академски кругови како што биле. Урбан лик. Добро. Знаете зашто ве прашам? Сега имаше градоначалници кои што троше општински пари за турбофолк звезди од Србија да ги носат и тие не ги коментирате, а ја барам еден настан што го знам Орце Ѓорѓиевски што го направи, донесе еден дисџокеј од Велика Британија, мислам. Како не ги коментирам, цело време ги коментирам. Значи, тоа е она. Мене ми треба градоначалник кој што ќе работи на отварање на библиотеки, кој што ќе работи на отварање на театри, кој што ќе работи на поддршка на она што представува културен живот на градот. Тоа сите го очекуваме, тоа се основни работи. И ми треба градоначалник кој што ќе го сруши Скопје 2014. Тоа не знам дали ќе се случи. Тие што беа против Скопје 2014 има шанса тоа да направат или нешто да смерат, меѓутоа ништо не се. И она триумфалната капија кој што ќе ја сруши. Добро, има едно ветување од Орце, ако добро го слушнав, дека ќе ги размести спомениците. Значи тоа го држиме исто за збор. Вајде нема му село кај мене да донесе. Да. Сега во овој момент со слика ќе одиме во штабот на ВМРО ДПМН. Можеме да видиме дека таму веќе има славеничка атмосфера. Најавено е обраќање на претседателот Мицковски и Орце Ѓорѓиевски. Одиме со слика и тон. Благодарам. Дали може? Драги пријатели, ветивме победа, имаме победа. Ке не вадат од контекст после ова. Ке има некои кои што ке не вадат од контекст. Таа е вистината, ама ке не вадат од контекст. Драги пријатели, ви ветивме победа и имаме победа. Триумф на народот, на верниот народ. Вечерва Македонија не избра партија, туку насока. Избра вредности. Избра луѓе што веруваат во работа, а не во зборови. Но, ова убедлива победа не е крајот. Ова е само почеток на новата македонска енергија, мирна, одлучна и праведна. Во овие недели покажавме дека политиката може да има поинакво лице. Без навреди, без гнев, без омраза, со достоинство. Со поглед право во очи. Со дела наместо со празни ветувања. Граѓаните го препознаа тоа. И вечерва, со убедливо мнозинство ја потврдија својата доверба. Не заради нас, туку заради себе. Поради своите семејства, поради својата иднина, поради Македонија. Секој човек што излезе и гласаше за продолжување на промените, гласаше за вистината дека може подобро. Дека честноста вреди, дека трудот носи резултати. Тоа е нашата врска и довербата не е награда. Таа е задача што почнува утре наутро, со секој нов ден, со секоја улица, училиште, фабрика, болница што ќе ја направиме. Со секој нов човек кој верува дека овде има смисла да се живее и да се сонува. Оваа победа ја градевме чекор по чекор. Не со ветувања, туку со работа, не со спектакли, туку со упорност. И затоа таа победа не е само наша. Таа е на сите што веруваат дека државата мора да се движи напред.
дека општините мора да растат, дека иднината не треба да се чека, туку да се создава. Да бидем искрени, патот не е лесен, но Македонија има сила, има и луѓе, има и волја. И кога тие три нешта ќе се соединат, нема сила што може да ја сопре татковината. Затоа вечерва не славиме, туку ветуваме. Ветуваме дека ќе работиме уште повеќе. Дека секој глас ќе го претвориме во дело, секоја надеж во резултат. Ветуваме дека оваа победа нема да ја мериме со бројки, туку со направени дела. Затоа што вистинската победа ќе биде кога секој човек ќе каже да, вредеш. Пријатели, пред нас се уште 2 недели. 2 недели на одлука. 2 недели во кои треба да заокружиме промената што ја започнавме. Ова не е време за опуштање, туку за последниот напор. Бидејќи секој глас што ќе остане дома е подарок за оние што ја уништуваа Македонија. А секој глас што ќе излезе е чекор кон иднината што ја создаваме заедно. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори досега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. Драги пријатели, имаме победа во над 30 општини уште во првиот круг. Разликата е 2:1, некаде 3:1, некаде и многу поголема. Имаме победи во општини каде СДСМ имаше своји градоначалници. Победивме убедливо во првиот круг во Струмица. Дваесет години чекавме на овој ден. 20 години. Имаме победа и во Делчево. Победивме и во Берово. Убедлива победа имаме во Пелагонијата, во Битола, во Прилеп, во Штип имаме, во Кавадарци. Во Гевгелија, во Свети Николе, во Охрид, во Карбинци, во Демирхисар, во Новаци, Градско, Бутел, Ѓорче, Петров, Газибава, Кисела вода, Сопиште, Илинден, Петровец, Јегуновце, Велес, Радовиш, Ресен и така натаму и така натаму. Повеќе од 30 општини победивме уште во првиот круг. Имаме огромно водство. Орци има огромно водство, неколку пати повеќе од својот против кандидат во Скопје. И таму извесен победник е Орце во вториот круг. Водиме во Карпош. Таму Сотир сам се бореше против сите сојузи и подземни игри. И сигурен сум дека ќе имаме победа во вториот круг. Јасен е трендот дека граѓаните бараат промени во Карпош. Воедно, овие избори се и порака за Демократската унија за интеграција. Кога Али Ахмети се одираше во гради дека менувал премиери, реков полека, смири се, почекај, непријатно ќе бидеш изненаден од резултатот. Ова е тој ден. Ова, што е најважно, е што на овие избори политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци
и теми кои се небитни за граѓаните се поразени. А се отвара прашањето за реформи во опозицијата. Јас не посакувам послушна опозиција, но далеку поконцентрирана и покапацитетна од оваа, која што збори за орли и за зајци. Во вториот круг нема место за калкулации, за поделби, за суети. Нема мали и големи општини, нема помалку важни градови. Постојат само граѓаните кои сакаат достоинствен живот и чиста совест кога ќе го погледнат својот град, својата улица, своето семејство. Ова е моментот кога треба да бидеме едно како што бевме овие месеци, со срце и разум и со љубов за Македонија. Да ги повикаме сите, и оние што беа со нас, и оние што се двоумеа, и оние што мислат дека сите се исти, да ја видат разликата, да ја видат чистата намера, вистинската работа, искрената грижа, да ги убедиме не со зборови, туку со примери, со тоа како се однесуваме, со тоа како ги почитуваме, со тоа што не го делиме народот. Да им покажеме дека ова не е борба за фотелја, туку за чест и за иднина. Во следните 2 недели ќе одиме од човек до човек, од куќа до куќа. Не за да убедуваме, туку за да подсетуваме. Оваа држава е наша, никој нема право повторно да ја врати назад. Промената што ја донесовме мора да се потврди. За Македонија конечно да застане на нозе. А кога ќе дојде денот, на вториот круг да излеземе сите масовно, со истата сила како денес, со истата вера како денес, со истата љубов како денес. Да ја потврдиме промената, да ја заокружиме победата и да ја започнеме новата етапа на работа, ред и надеж. Ви благодарам, народе на Македонија, заедно испишуваме историја. Да сте живи и здрави, Бог да ја благослови Македонија. Повелете, ако имате прашања. Немате, ви благодарам. Да. Да. Прашања кој има? Да, повелете. Може да прокоментираме тоа што се случи во условно кажано албанскиот град Блок. 50% од аргументите на Дуи вечерва паднаа за легитимноста и за предвидените парламентарни горени избори после овие локални, бидејќи треба да се потврдат нели како победници, многу очаи паднаа, веројатно ќе бидат и во тепло, бидејќи води таму вашиот коалиционен партнер. Се поставува прашањето во овој момент. Вие имате сега ветер во вашите едра. Дали проблемот со функционирањето на парламентот за бандите станува збор, ќе го решавате со преговори во иднина или ќе го искористите овој ветер во грбот што се вика да одите на предвремени парламентарни избори за да го поразите и таму дефинитивно Дуи. Значи дали ќе одите на решавање на тој проблем со преговори или со предвремени парламентарни? Да, темата за предвремени парламентарни избори веќе сум ја одговарал неколку. Диаметрално спротивно веќе на ваша страна се картите, не се веќе како што беа претходно картите како што мислеше дека се бодуи. Јас и кога ги одговарав тие прашања во минатото, знаев дека ќе се случи ова што се случи и знаев дека таквиот тип на политика од пред 4-5 децении од минатиот век дека ќе биде поразена на овие избори и бе во право и затоа многу пати кажував дека Демократската унија за интеграција и Али Ахмети ќе бидат непријатно изненадени денеска и очигледно дека се непријатно изненадени. Други прашања повелете? Колку гласови освоивте господин Мицкоски? Се пребројуваат, не знам, не можам точно да кажам. Па немам точна бројка, но процентуално мислам нега околу 42-3% од вкупниот број гласови кои што излегува. На последното интервју
Мислам дека не, да последното интервју реков на советничките листи дека ќе биде околу 350, а градоначалничките 370, 80, 90, не би били изненадени со 4.000, негде околу 43-44%. Молам? Однос на последните парламентарни. Па процентуално мислам дека имаме повеќе освоено. Да, мислам дека повеќе имаме освоено последните парламентарни процентуално од излезените гласови. А многу повеќе од тие во 2021. И мислам дека бројката ќе биде бројка која што е убедливо најголема на било кои локални избори што некога се случиле во Македонија. Добро, сега ние мислам дека не треба таа тема да дозволуваме повеќе во јавноста да биде присутна. Дуи темата се затвори денеска. Да. Да. Дали имаме други прашања ке му? Да, дадов одговор, да. Дали имаме други прашања ке му? Да, се знае. Она што е голем успех е што, да речеме, во Љуботен Дарко освои 429 градани? 429 гласа и му честитам за тоа. Околу 9000 гласа. Па мислам дека е над 50%. 600 над прв пат. Да. А колку води тој пиески воопшто? Мислам дека 4:1 во однос на второ пласирање. Доволно. Други прашања нема, благодарам. Добро, тоа беше председателот на ВМРО ДПМН. Мицковски, завршни коментари? Не успеав да слушнам дали во Скопје ќе се оди на втор круг или нема да се оди на втор круг. Меѓутоа верувам дека ако има втор круг, бидејќи сега веќе од премор не можам да ги следам информациите, известно е дека Орце Георгиевски ќе ја однесе победата и како завршен коментар би сакала да им честитам на сите граѓани за фер и демократските избори, на спремноста на институциите истите да ги спроведат во фер, демократска и мирна атмосфера и да докажеме дека сме способни и зрели за спроведување на мирни и досадни избори, што би рекла председателката Сеја. Зиков? Јас само ќе повторам тоа што кажа во текот на емисијата, тоа е дека во ред ВМРО ДПМН и на парламентарните избори победи и на локалните претходно во 2021 и сега очигледно во најголемите центри победува. За мене е важно прашање и веројатно претпоставувам и се надевам дека за многу граѓани е тоа важно прашање, што правиме од утре натаму. Значи, во тој дел, ние имаме толку отворени прашања на локално ниво, гледаме дека се гушиме во ѓубре, имаме дивоградбите и сите овие, да не ги редам сега работи што ги изборувавме во претходните месеци. Од друга страна граѓаните се веќе, како да ви кажам, исцедени од ваков тип на дебати, избори и така работа околу тие локални политички теми, да видиме од утре натаму како ќе се одвива промените во градот. Многу беше ветено на овие избори, особено од градоначалникот на Скопје, например, беше ветено и така да сега ќе гледаме како тоа ќе оди понатака. Професорка? Па ја мислам дека граѓаните ќе си добијат таква власт каква што си изгласале и доколку се жалат понатаму, мислам дека треба да се потсетат зашто гласале и како гласале
И според мене ова што се случува секој избори само ни покажува одново и одново дека изборите стануваат најдобра бизнис делка за политичките партии и се додека ние ги финансираме политичките партии и се додека граѓаните гласаат за политички партии, а не за луѓе, ние ќе имаме бизнис структури под насловот политички партии. Ви благодарам на тројцата за учеството во дебатата. 11:30 речиси, доцно станавте, ви благодарам на сите. Меѓутоа, ние не застануваме тука, одиме сега со еден краток блок на реклами, а потоа колегата Гоце Михайловски во другиот дел на студиото, гостин Есат Рахич. Останете со Канал 5.